Софија, декември 1900 година. Што напишав јас? Ништо не напишав. Јас го препишав од се, уште од ненапишаната крвава историја на Македонија. Она што читателот ќе го прочита, а гледачот ќе го види во театарот. Крвожедноста на нашите турци бегови, готовноста на македонките да умрат, но верата да не се ја менуваат, а машкоста на македонецот јуначки да им се одмаздува на оние крвници што извалкаа или ќе се обидат да извалкаат неговата семена чест. Ете во тоа главно се состои содржината на пиесата. Успеав ли? Дали точно препишав? Не знам. Затоа нека се искажат господата критичари. Ако сум успеал, се радувам. Ако пак не, сиот грев го фрлам на оние што можат поубаво да извршат оваа работа, која мене не ми беше по силите. Пред себе сум оправдан, зашто не мислев да бидам писател, ниту мислам, ниту ке мислам, со тоа да го исплаќам долгот кон мојата поробена татковина. Господата критичари, читателите и гледачите, кога ќе ги имаат предвид горните околности, верувам дека ќе бидат снисходливи кон мојот скромен труд, а поспособните наши писатели ќе се зафатат да напишат нешто за нашиот многу страдален живот и ќе ги раздвижат спокојните лабави струни на македонскиот роб. Ова е предговорот на Војдан Чернодрински во 1900 година за драмата Македонска крвава свадба. Кога го најавил новиот драмски проект Македонска крвава свадба, актерите веднаш побарале да го прочитаат и да се поделат улогите. На пробите јавноста индиректно била запознаена со самата содржина на делото, па така дошло до интервенција кај официјалните бугарски власти, која издала заповед за да се престане со работата на сценската реализација на делото. На закажаната премиера пред зградата на Славјанската беседа во Софија, на самиот ден на премиерата стигнала група вооружени конјички стражари, со цел да ја разбркаат публиката и да ја спречат представата. Но пред нив застанале повеќемина вооружени четници, предводени од Славчо Ковачев и Борис Сарафов, и го обезбедиле текот на премиерната изведба. Денеска, по 124 години од премиерата на Македонска крвава свадба, провокациите не престануваат. Антологиската драма на Војдан Чернодрински, бугарите од Битола ја направија бугарска и ја представија како бугарското културно наследство. Ке престанат ли еднаш провокациите од бугарската страна? Дали е ова кражба во обид на нашето културно наследство? Како да го заштитиме нашето културно наследство? Ова е низа од прашањата кои што денес ќе ги поставиме во црвена линија, а прашањето кое што е веќе подготвено и можете да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм и кликнете на Инстаграм стори е следно. Дали сте ја прочитале Македонска крвава свадба? Имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе ги соопштиме резултатите како и секогаш во проценти, таму некаде пред почетокот на рекламите. Секако ќе ве потсетиме дека можете да ја префрлите дискусијата и на социјалните медиуми, се разбира и по завршувањето на црвена линија, преку коментари, споделување поточно на нашиот профил Црвена линија на Facebook, како и профилот на Телма телевизија. Ние сме подготвени, значи ни за прашања поставени до вас, останува да ги слушнеме вашите одговори, а за тоа е доволно да го завртите нашиот добро познат телефон 02-307-0005. Секако напомена со секоја вклучување, ве замолувам да го намалите и целосно тонот на телевизорот. Па ако сте подготвени вие, можеме да го почнеме и да го креираме заедно со вас ова издание на Црвена линија. Добар ден! Ало, добар ден. Господине Љупчо, кои ќе бидат одговорите ваши на нашите денешни прашања? Малце дипломатски ќе мора да одговорам на вашето прашање, бидејќи ние живееме во една забуна, да ти кажам право. При тоа забуната нас не ја прават историчарите. Затоа што некои работи не ги прикажуваат реално
како биле или нивните сознанија какви се и да истите ни прикриваат работи. Јас речеме малку сурфав на интернет за дотичнава драма и приказката е дека таа е напишана во Софија во 1900-та, кога ги се обиделе прв пат да ја изведат, па била забранета, па после тоа малку имало повуци потегни, па плакатот е напишан на бугарски јазик. Меѓутоа не е тоа проблем. Проблемот е другата работа што ние не знаеме да си ги заштитиме нашите работи, затоа што ако го земете да го тумачите историчарот Чепреганов, во некоја си кажуваме работи кои другите ги употребуваат после контра нас. Така ќе ви цитирам една негова изјава во една друга емисија на интернет која има, тоа се вика Во центах е Васко Евтов, каде што тој самиот признава дека оригиналниот, да не кажам оригиналното име, на книгата на Димитар Миладинов Македонски народни песни, сепак била бугарски народни песни, која после тоа, како реакција, бугарите на тоа негово искажување, ете, гледате, ни ги крадат работите. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Сега кога останете со нас, на самиот почеток сме и да слушнеме што ќе кажат и останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина. Ви се чини, да, вие сте на линија. Ви се чини ли дека еве некогаш ќе престанат ваквите провокации од бугарска страна? Тина, слушај, ајде прво поздрав од тебе, до сите гледачи на телевизија Телма. А знаеш што? Не ги прават провокацијата бугарите. А сега ќе кажеш, провокацијата направи Заев. Сега ќе кажеш, ние македонци од кога постојат? Ајде како држава може би како македонци. Од античка Македонија, нели ние сме Александар Македонски, па наваму. Каде е античка Македонија? Заев ја продаде. Значи Македонија веќе не постои. Значи тоа го докажа Заев и нашиот македонски народ кој спиеше, кога се рушија сполици, кога се бришеа шахти. Чие шахти се бришеа мене? Чие знаме беше ова или чие грб беше овој? Грбот знам. Значи ние ги продадовме. Сега бугарите на тоа искористија и сега ние крадат она средновечна Македонија. И тоа ќе го изгубиме. Бидејќи некој бил паметен, тоа го потпишал. И сега ние наместо ние тој паметно што потпиша да го обеснеме на суд, да го ослободиме кога ќе влезе Македонија во Европа, тој го потпиша. Ние сега сакаме да јас знам дека јас сум читал македонска крална свадба. Горето, но ние македонски филми што немаме политичари, немаме закон. Ако беше тој политичар во Србија, еве на пример најблиско во Србија, тој политичар не знам сега каде ќе заврши. Значи ние македонците немаме власт, не си ја сакаме држава. Ајде на пример да ја прочитаме сега новата историја од трето парата буде, бидејќи прво и второ не учи. Според вас како е најдобро да го заштитиме нашето културно наследство? Чекај тоа после две останало ќе кажам. Каде учат децата за македонска историја? Ајде за која историја учат? Прво тоа сакам. Мали? Значи, кажам, нашата историја веќе ние не можеме да ја заштитиме. Значи, ние ќе бидеме признаени, сакали или не, од после 45-та. Кажам, бидејќи тоа некој го продал, Македонија, 100 пати ќе кажем, Македонија како држава веќе не постои. Македонци што? Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Напомена за останатите, особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучат во Црвена линија, ве молам, имајте во предвид, тајмерот е 90 секунди за едно излагање. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Јас сум се јавувал на ваква емисија, ама сега слушајќи ги овие, мислам дека сите имаме бугарски корени. И јас едно време бев многу поближен, одев во Бугарија на море, Созопол, Бургас. И една вечер слушам македонска музика и прашувам газдарицата остана, кај што бев од Кирија, кај има македонци овде? Не рече, ова е бугарска музика. Малце бев изненаден. Сакам да кажам дека одамна бугарите ние земаат и создаваат своја национална култура и литература, а ние немаме пробана да ја заштитиме. Тоа е проблемот. Сега ова што е притисок, што се врши, тоа е систем на асимилација исто, неежен, како да речем,
во македонскиот народ. Како да се заштитиме, не знам. Би требало да имаме поголема сила за презентација историска и културна во Европа и не знам во светот, за да може да видат дека тоа е наше. Едно заборав да кажам, во таа бугарска музика што ја слушав имаше и Одјонче. Благодарам многу, особено ни е драго што напоменавте дека за прв пат, иако не сте имале навика, сте добиле жилба да се вклучите во контактна емисија како Црвена линија. Верувам нема да биде ниту последен пат. Се разбира, ќе подсетам уште еднаш, 90 секунди е времето за едно излагање, односно за едно јавување, па доколку сакате нови 90 секунди, слободно завртете го нашиот телефонски број. Продолжуваме со вас. Добар ден. Скажам, јас знам дека ќе предизвикам лавина на реакција, меѓутоа тоа го кажа че преганов. Ја не сум виновен. Така да, после тоа во истата таа емисија тој се обиде да го оправда тоа дека наводно Јосип Јурој Штросмајер бил тој што го убедил Димитар Миладинов да го даде тој назив на книгата, а не дека 65-та година имало некоја директива се што читаш бугарски, пиши македонски. Меѓутоа, проблемот е што тоа предизвика реакција кај бугарите дека ние крадеме. И тоа го има на интернет. Ја мислам дека од тие причини, или земете ве, никој не разговараме во нашата држава за поетот Трајко Жинзифов. И зошто го него, пазете, не разговараме, сакам да ми објаснат никој. А има наши училишта кои го носат неговото име. Дали е тоа причина поемата Белата кошула, негова? И некој таму цитат што има, што некоме не му се допаѓа. Мислам дека пред се треба да видиме со нашите историчари дека кога разговараат или кога кажуваат некои работи, треба да водат сметка кој вокабулар го употребуваат, за да не хранат, да не кажам, потенцијалните ги комшии звонимните тврдења дека за нашето потекло. Да не зборам што има зборено Котлар во емисии или Жешов во емисии со тие нивни тврдења за Климент и за Наум. Таму не сакам да разговарам. Тоа можете си да го слушате. Така да мислам дека тука лежи проблемот. Ние кога нешто кога дискутираме, не водиме сметка што подбуцнуваме со тие наши дискусии и во кој правец ги водиме. Толку пријатно. Благодарам многу за повторното учество. Секако сите оние кои што нема да успеете или сакате дополнително нешто да дополните во рамки на оваа денешна дискусија со вас во Црвена линија, слободно подсетувам преку коментари и споделување на Facebook профилот е Црвена линија, но и темата објавена на Facebook профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Да, го поздравувам Љупчо и ги ценам неговите говори. Се согласувам дело од нив, али сега ќе кажам моето мислење. Дали ќе престанат еднаш провокациите? Нема да престанат. А за да престанат, мораме, значи, како што се они понашаат, ние исто. Еднаш ги запалија, дете да го судеа, ништо. Сега, значи, доколку, еве, и лично јас, Ацо Гиновски, го повикувам министерот за внатрешни работи, доколку не превземат овие провокации. Лично ќе се собереме и ќе одиме у Битола. И лично, јас сум од Скопје. А кажете ми, еве, како држава, како можеме најдобро да го заштитиме нашето културно наследство? Имаме, господја, имаме институции, секундите ми минат. Има институции, тие ќе ги замолам да извршат својата функција. Доколку не, ќе си ја ние завршиме. Да не испадне после, рекла, казала, неќеме провокации. Они не смеат да употребуваат наши злоупотреби, провокации и ред други работи. Некој треба да им се каже тоа. Доколку не го кажат, еве, ќе уште еднаш ќе се повтори. Весна Бендеска нека е на чест и стварно ја почитувам и неа. Жената се труди, се мора да излеза под. Благодарам многу за учеството во Црвена линија и ево во продолжение само една напомена, тоа е тиката апсолутно од самиот почеток на постоење на Црвена линија.
Секако, колку и да сме гневни, изиритирани, ве замолувам да се држиме до принципот на изоставување во говорот на зборови кои што алудираат на насилство, на вредливи зборови, вулгарни зборови и така натаму, бидејќи црвена линија пред се е намената за целата публика, неколку, мислам, низ сите овие години постоење се покажало дека може да се поентира, да се укаже и да се сподели ставот со гледачите без да се употребуваат непристојни зборови. Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, вака би кажал ја, кој е подвуснување, мислам, која е провокација страна на Бугариве? Тоа е кој како ќе го натера сега, да речеме, од западниве сили. Нели дозната информација дека оваа администрација на Камала и на Бајден одврзала кесето скроз на најако за да пушта пари во Украина за наоружање да се дава, што е можно повеќе се додека не дојде денот на инаугурација на Доналд Трамп. Тоа значи дека тоа што го направиле со парите, тоа го прават и овдека со нас. Пуштено е на најако, подбуснувачите се Западот. Тие ги терат бугарите затоа што и бугарите се во подредена ситуација. Ако некој на Балканот не е во подредена ситуација, највише се нашите јужни душмани. Затоа што они се некој облик подбуснувачи. Ако ја изгуба таа држава, Западот, ќе нема тие островите таму кај да се шират, каде да прават бази и све останато. Тоа значи дека бугарите се гола вода како нас. Тие се народ кој, како ќе им речеш, така функционира. Хитлер доаѓа, по Хитлер ке терат. Сталин доаѓа, по Сталин ке терат. Бајденовци доаѓаат, по Бајден ке терат. Бреме нема, поздрав, пријатно. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Провокациите нема да престанат. 150 години се учи погрешна историја и нормално дека ќе продолжат. А провокациите ги прават наши луѓе за пари. Тие наши луѓе се лоши луѓе. Парите им се поважни од историјата, минатото, честа, совеста, потеклото и така натаму. Меѓутоа на господин Љупче да му кажам дека со сурфање на интернет само грешки може да чита. Подобро е да земе да ја прочита книгата, ќе види дека станува збор за македонци и дека тоа е напишано на македонски народен јазик. А нашата интелектуална имиграција ја имало претежно во Бугарија, но и во Грција. Па дури и наша македонска печатница во Грција од Теодосии, што била отворена, била забранувана. Зарем ако отишле во Русија и печателе во Русија, тие се руси? Не, тие се македонци во имиграција. Господинот Чернодрински е преродбеник на во македонската литература. Подобро е да ја прочита книгата отколку да сурфа. Википедија е полна грешки. Еве, според вас, како најдобро можеме да го заштитиме нашето културно наследство? Тоа што ќе почнеме да го почитуваме. Значи, наместо да прочитам, да сурфам 5 реда, 10 реда од некаква критика лажна, да читаме, да си ја запознаеме историјата од светски книги, не овие сега што ги пишува Бугарија. Благодарам. Благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Секако ќе ве потсетам за се, доколку сакате навремено и целосно да сте информирани, секако кликнете на tilma.com.mk, а во однос на тоа за што зборуваме денес во Црвена линија, задржете се на насловот Македонска крвава свадба стана бугарска. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Дали сум на линија? Да, повелете. Благодарам. Вака, јас ова ми е жално, тешко ми е што некои се дрзнат, посебно македонци, кои се се преобразили да бидат бугари и да докажат дека се стварно верни на Бугарија, нашите дела ги препишуваат како бугарски. Овдека решението ја го гледам од друга страна. Треба нашите политичари да пратат нота до Бугарија. Вие како сакате третирајте не, како сакате пишувајте, да ни ќе пишат дека е бугарска или како сака нека, меѓутоа за нас
таа драма е македонска. Независно дали е пишана во Софија, дали е пишана во Атина или во Тунгузија, за мене лично не е проблем. Значи, авторот кој што сакал да ги напише маките на македонскиот народ и да ги каже страдањата на македонскиот народ со таа комедија, да си ја ќе речам трагедија, не е битно каде е напишана и со кој. Значи, меѓутоа, содржината таму кажува дека се работи за македонски народ. Цвета не е бугаринка, таа е македонка. Значи, Спасе е македонец. Тоа се наши македонски имиња. Значи, ја не знам како. Меѓутоа, ако сакаме да се заштитиме, друг спас нема. Како сакајте, викајте дека сите се, да и Гоце, и Јане, и сите се бугари, но за вас, ама за нас се македонци и ќе останат тие како македонци и ние сите ќе си го веруваме оно што ние го знаеме и што го сакаме. И тогаш и Европа и светот нема да ни се меша во тоа. И еден ден бугарите ќе сватат дека сам. Благодарам многу и уште еднаш ќе ви го посочам насловот на кој што верувам ќе се задржите доколку кликнете на tilma.com.mk. Македонска крвава свадба стана бугарска. Антологиската драма на Војдан Чернодрински Македонска крвава свадба бугарите од Битола ја направија бугарска. Иако Сдруженијето Ванчо Михајлов година и половина избришано од Централниот регистар, на објектот на улицата Рузвелтова надписот го нема, но се уште се вее бугарското знаме и не запираат активностите кои членовите ги споделуваат на социјалните мрежи. Воочи денот на ослободувањето на Битола на нивната Facebook страница беше објавено видео во кое се презентира третото издание на Македонска крвава свадба, представена како бугарско културно наследство. Публикуваме оригинални документи, оригинални текстови без корекциите, бугарка да се чита македонка, Бугарија да се чита како Македонија, рече промоторот на книгата Калин Крумов. Дали вас ви се чини, тоа ве прашуваме во црвена линија, ќе престанат ли никогаш провокациите од бугарска страна и според вас како најдобро можеме да си го заштитиме културното наследство? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Видите, не знам дали бугарите имат филмуваната македонска крвава свадба. Кај нас е филмуван и сме ја гледали неколку пати. Тоа е едно. Проблемот не е толку во бугарите, проблемот е кај нас. Ние сме разедината нација, народ македонски, имаме многу бугарски симпатизери, отпадници кои го бранат бугарскиот став. Тоа е едно. Прво треба да се обединеме, па да се заштитиме. Втор проблем е голема пофалба за Бендевска, а голем срам за битолчани. Нека им служи на чест. Прво дозволија цела Сурија бугарски политичари да отворат Ванчо Михајлов, а сега Сдружение. А каде е то еден град, по големина на Битола, да ни донесе ваков срам? И едно најважно, кој од Битола децата ги носише во Софија на гробот на цар Борис? Па само тоа е доказ дека сме ние разединити. Прво обединување, па после ќе се сруши работа. Толку од мене. Благодарам многу за вашите одговори во црвена линија и со оглед на тоа што напоменавте за филмот кој што одамна е изрежиран, снимен и голем број генерации го имаат видено и ве можете да видите како изгледал плакатот за Македонска крвава свадба, објавено од страна на Сашо Делјан на X платформата, едноставно напишано Македонска крвава свадба во режија на режисерот Трајче Попов. Улогите тогаш во главни улоги Петре Прличко, Ристо Шишко, Вера Чукич, Зафир Хаджиманов, Павле Вујшич, Коле Ангеловски, Јанец Врховес, Илија Милчин, Драги Костовски, Драгомир Филба, Неджмија Пагаруша, Љупка Џундева, Мича Орловик и Дарко Дамевски, Ачо Јовановски, Димитар Чостаров.
Ние денес ве прашуваме, ви се чини дека некогаш ќе престанат провокациите од бугарска страна и како најдобро да си го заштитиме македонското културно наследство. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав. До ве сповелете, ве слушаме. Ако се слушаме, значи вака. Провокациите од бугарската страна нема да престанат, заради тоа што нашите политичари му дозволија да не провоцираат. Почнувајќи од заед. Нема што тука да се гледа. Подпишуваш нешто што е во интерес на бугарите. Што ни се нас криви бугарите? Ништо, нити грците. Што не тераше нас да го смениме името? Без да имаме гаранција дека ете ќе го смениме, Меркел дори кажуваше дека сменете го името, вие сте во Европска Унија. Што треба да правиме? Се што правиме, сами си правиме. Зошто го велам ова? Па уште 2001 година, што беа тука терористите, ние требаше ВМРО и СДС да се обединат. Тие прво однатре не чинат. Давајќи едните, давајќи другите на трети партии, дотеравме довде ки работат. Не можеш сега да ги вратиш, сега знаеш за кого зборувам, назад. Ние му дадовме, ВМРО и СДС му даде. Не дека навивам за некоја партија, не навивам, него таа е вистината. Ние се развитинуваме однатре, никој не ни е крив нас. Никој не ни е крив нас. И како народ, што дремецме дома, да се спротиставиме кога сменува името или не успеше референдум или влез во Устав. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Уште еден интересен коментар, подобро ќе речам информација во времето кога што е објавен. Тоа е на почетокот некаде на оваа година, јануари 28, Маги Емџил напишала: Македонска крвава свадба иде на хрватски канал. Класик. Браво за ова. Не памтам да го имаат некаде давано во скоро време. Во Црвена линија вклучуваме нов гледач или веќе можеби гледачка. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Да, сега го повелете, ве слушам. И убав ден. Најубав ден и вам. Па да ви кажам, нема никогаш да престане, бидејќи за жал нашава држава од секој пут кубурела со издајници и на таков начин, значи нашето цело наследство, како да го кажам, како ќе го заштитиш, кога имаш исто тие како дома да имаш некој ти внесува што изнесува. Значи или издajnik, како другше човек да го кажем, мислам друго име, не можам по-адекватно да најдам. Затоа нема никој пут да престане. Па вие, кога некој нема историја, што чекала Бугарија толку години сега да присвојува историја? Ако имала историја, она требала да си ја, од кога после или кога еде полку, како ние што имаме после толку години, се имаш, се каже што имаш, како имаш историјата. Значи, они сега почнаа фактички целата наша историја да ја зимаат дека е бугарска. Значи, они немаат историја, сами се девалвираат. Јас по тоа гледам дека самите себе си се девалвираат. Ти кога немаш нешто и сакаш да присвоиш од некого да земеш, значи ти сам се понижуваш, што друго да кажам, немаш. Затоа ова никој пат нема да престане, а Господ да ни е на помош да нас, меѓутоа и од нашите домашни издајници. Значи нас не продаваат, еве. Подпишале ова, подпишале она, подпишале. Кој е Заев или некој друг, ајде сега он ми дојде на памет, да може во име мое, твое и на друго, кога моите родители лежеле затвор во Бугарија за оваа Македонија. Вие знаете што значи жена да лежи затвор во Бугарија во војна. Значи само она знае да каже. И сега мене некој овдека. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Внимавајте, таймерот е 90 секунди. Уште еден коментар на ЈЈ. Има напишано: во 1929 година Војдан Поп Георгиев отишол во посета на еден дом за сиреци, каде им подарил примероци од својата драма Македонска крвава свадба.
По тој повод Војдан изјавил: се надевам дека по прочитувањето на книгава секој питомец добро ќе го запомни прочитаното и никогаш не ќе го заборави јазикот на кој е напишана, јазикот на кој зборувале неговите прадедовци, родители и роднини на кој ќе зборуваат и покрај физичкиот и морален терор на сегашните поробители на татковината Македонија, сите идни поколенија што ќе ја населуваат оваа света земја. Драги мои, дали ви се чини дека некогаш ќе прекинат провокациите од бугарска страна и како најдобро можеме да си го сочуваме и заштитиме културното наследство? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Како да го заштитиме нашето културно наследство од Бугарија? Па да ви кажам, можеме да го заштитиме ако сите сме единствени да кажеме крај, нема ништо, нити комисии, нити ова, нити она што сакат дека прават, ние више да не се срекаваме, да не ни интересира ни председател, ни ова, никој да не ни интересира и со се да прекинеме. Можеме така. Меѓутоа, тоа не се случува се уште и јас викам дека се многу криви претходната влада што Заев го направи ова чудо, ја продадоа државата на албанците и албанците си се намести Османи и што да ви кажам, поголем бугарин од него немаше во тоа време, а и се уште, мислам, врската им стои. Ете, тоа е толку од мене. Нели гледате што правеше? Одеше по доктори, го бранеше тоа детето ваму таму. Ја понижи цела Македонија, македонскиот народ. Така да не треба уопште да се разговараат овие работи веќе. Ништо со нив не треба да имаме. Благодарам Тина и се најубаво. Благодарам секако се најубаво и вам, но останете до крај на овој издание на Црвена линија со цел да слушнеме што ќе одговорат и останатите гледачи кои што ќе бидат вклучени. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, во меѓувреме додека се вклучи нов гледач, и уште еден коментар од X платформата. Гордана Јанакиевска го има напишано следното. Војдан Поп Георгиев Чернодрински е македонски писател, револуционер, театарски режисер, артист и основоположник на македонскиот театар. Во 1898 година реализирал изведба на македонски јазик Македонска крвава свадба. Набргу е формирана драмска дружина именувана како Скрб и утеха. Добар ден и за новиот гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден, добро вечер Македонија. Добро вечер, господине Тале, повелете. Па, јас мислам дека бугарски провокации од било кој околу нас кој антимакедонски настроен нема да престанат додека во наша Македонија има бескичмени, како Заев, кој викаше сшти народ исти со бугарите. Тој иначе со Бугарија, бугарин со Срби, иначе е поголем србин од нив, со грки е уште поголем грк од нив, или албанец, најголем, е од такви Македонија страда. Ако имаше чиста македонска свест, ако барем во овие 33 години независна Македонија, насекаде во Македонија зрачеше македонштина, и ако имаше македонска свест, кај секој македонец, никој македонски бугарски пасош нема да земеше. Сега чудни се ови од СДС. Они, наши пасновци после НОП ги правеа бугари, а тие чистокрвни македонци. Па сега тие од СДС се прават поголеми бугари од како овој од Радишани. Една цела јасна, генетиката наша македонска се докажа во Париз, не во Мадрид и во Швајцарија и во Вашингтон, дека денешна генерација докажа најсовремени, најквалитетни, најдобри светски генетичари, дека денешна генерација македонци имаат највисок процент на гени од древни македонци. Јас сум сигурен дека и тие бугари, денешни бугари, барем половина се со гени македонски. И тоа е факт. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Сега малку ќе ве префрлам на Facebook. Има доста коментари и секако ќе ве охрабрам да продолжите да земате активно учество и во денешната и во секоја наредна тема за која што ќе ја креираме Црвена линија.
Па, како што и бива на Facebook, секогаш низ фотографија прикажуваме и ја најавуваме темата за која што зборуваме. Денес на Facebook, на профилот на Телма телевизија, но и на профилот на Црвена линија, изгледаме вака, прашуваме. Бугарите од Битола ја представија македонска крвава свадба како бугарска. Како да го заштитиме нашето културно наследство? Ангелина Димитровска Јанчева напишала: да ги иселиме, нека одат во Бугарија и нека не се враќаат. Дејан Николовски напишал: овие изгледа сакаат ВМРО револуционерите да се вратат да ги штелуваат по улици, многу се опуштени како во Турско. Турка ни Биши напишал: добре, све беговите ви биле криви, и прадедо ми бил бег, татко и на прабаба ми, и ја дал сам се жена да ја земе. Аница Милевски напишала: имаме ли власт или се глуви и слепи на се, до кога вака народе, свестете се. А ние ве прашуваме, ви се чини ли дека ќе има крај на провокациите од бугарска страна и како да го заштитиме нашето македонско културно наследство? Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој од другата страна или да си продолжиме најдобро со коментарите? Се исклучил гледачот, секако кога ќе го завртите нашиот телефонски број, не заборавајте да останете на линија, секако од режија ќе ви дадат насоки и задолжително да се намали тонот на телевизорот. Добар ден. Ве молам, намалите го тонот на телевизорот. Добро, како и да, верувам дека ќе имаме наскоро гледач, а сега и ќе прочитам и дел од коментарите кои што се објавени и на профилот на Црвена линија. Се разбира, објавата е идентична како она на профилот на Телма телевизија. Па еве да видиме што е укажано и искоментирано и на Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Да, повелете, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Па видите вака, цела грешка е направена во 19 век. Нема што да си ја тукаме главата сега. Тогаш тие што правеа тие драми едно друго, таа вистина се вика македонска крвава свадба. Ама се вика така оти е правена на просториите на Македонија. А Македонија е географски поим. Македонија тогаш не беше држава. Значи беше географски поим кој што никој не може да го негира. Сега, многу камења се фрлат по Заев. А што правиме со Љупчо Ѓоргиевски? Тој први ја кажа дека ние сме бугари сите. А кога беше тој премиер? 98 година? Значи, навистина ова е политичка, и ја претвори некој во политичка мисија. Ова нема врска со политика ова. Заев, фала Богу, сосеќал како што сосеќал, у ствари не сосеќал, току едноставно, може грешка, може лапсус, меѓу Љупчо и некој во емисија беше и тврдеше дека е дека сме бугарска сорта. И навистина имаме и премногу бугарофили. А и најнови бугари имаме многу, со бугарски пасоши, тие се бугари. Не треба да ги заборавиме и нив. А овие што го имат клубо, па тие се исто такви. Благодарам многу. 90 секунди, тоа е времето на едно јавување. Секако останете со нас. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Ја мислам, ова не е бугарска крвава свадба, ова е македонска крвава свадба. И нормално, наше културно наследство не е бугарско. Ја не знам, овие наши предавници во држава наша живеат, а мислат на Бугарија или бугарски работи. Треба државата, власта да си направи закони што ќе заштити културното наследство, а не овде комисија за историски прашања. Историјата си е наша, не може да биде друга. Замислете, бугарска комисија захтева овде
Какви учебници да има учениците? Па кај го има тоа? Во која држава? Како може бугарска комисија да кажува за нашите учебници што да пишуваат по историја, што да прават учениците и што да учат? Тоа невидено нешто. Да се укине скроз историската комисија. Си имаме ние историја, не треба ни преговори, ни ништо. Джабе плати земаат од државата, од буџетот за ова историска комисија. Подхитно да се укине историскава комисија. Не ни треба историска комисија. Ние си имаме своја историја, свое културно наследство, кое треба да го сочуваме и да си го негуваме. А не некого што му текнало бугарофил да прави вакви работи. Невидено нешто е. Власта подхитно, строги... Благодарам многу и вам за одговорите и сега учеството во Црвена линија. Време е да ги соопштиме и заедно да ги погледнеме резултатите од Инстаграм стори анкетата. Прашањето денеска беше дали сте ја прочитале Македонска крвава свадба. Инстаграмџи одговорија вака. Со да одговорија 73%, а со не одговорија 27%. Време е да ги погледнеме рекламите, па се враќаме веднаш во студио. Почитувани, благодарам што повторно и денес бевте дел од Црвена линија. Секако сега е време да кажам дека сме горди. Ние имаме културно забавно наследство и во овој момент ќе ве префрлам онаму каде што е тоа наше наследство под името Ненад и Кате. Благодариме колешке за Па Кате само ме кара нешто, Ненад му ги напаѓам најавите и еве сега што ќе каже на оваа најава, ќе ми искарели пак. Ме остави без зборови, колешке. Без текст. Да. Верувај дека после 20 секунди ќе прозборам. Ќе ми се врати текстот, ќе ми се врати текстот. Тина, јас частам за оваа најава. Може.